Во продолжение на програмата на Канал 8 следуваат вестите. Со културни и верски содржини во Виница се одбележа општинскиот празник Павловден. Советот на општината одржа свечена седница на која беше направен осврт за досегашното работење на локалната самоуправа, а најдобрите ученици добија награди. Последниот ден од програмата за одбележување на Павловден, празникот на Виница, започна со верска литија, што се одржа пред параклисот Свети Павле на плоштадот Ангел Винички. На литијата чиноначалствуваше владиката Иларион во сослужение со свештеници од епархијата. Потоа се одржа свечена седница на Советот на општината, на која пред присутните советници и гости градоначалникот Ивица Димитров направи краток осврт за досега реализираните проекти и оние што се во план за наредниот период. При тоа, акцент даде на финансиската состојба во општината и можностите за нормално реализирање на зацртаните задачи. Наследивме буџет на општина Виница со вкупен долг од 96,7 милиони денари, каде што основниот долг беше 40 милиони денари, моментално го намаливме за 10 милиони денари, додека вкупниот долг е намален за 15 милиони денари. Што значи дека се трудиме да работиме домаќински и одговорно. Пред се морам да кажам, тоа е со помош на вас, советниците, меѓутоа, доколку работиме сите домаќински, се надевам дека долгот во изминатите години ќе се намали што е можно помалку. Осврнувајќи се на дел од реализираните проекти, Димитров истакна дека за прв пат по многу години намалена е цената на водата за пиење. Обезбедени се 52 милиони денари со кои се реконструира патот Виница-Делчево преку Бигла, а ја спомена и реконструкцијата и изградбата на водоводната и канализацијската мрежа во Виница и во дел од населените места во општината. Посебен акцент во своето обраќање пред присутните тој даде за решавањето на социјалните прашања на ранливите категории граѓани за кои ќе се градат социјални станови. Исто така, зборуваше и за меѓународната соработка на локалната самоуправа со странските амбасади, од кои се очекуваат и конкретни резултати. Во изминатиот период имавме посета и од неколку амбасади, каде што дел од овие посети како општина ги искористивме, посебно со амбасадорката на Јапонија, каде што договоривме да инвестираат мал ровокопач во вредност од 30.000 евра за потребите на јавното комунално предпријатие Солидарност. Меѓутоа имавме и средба со украинската амбасадорка, каде што заедно со бизнис заедницата имавме средба со бизнис заедницата од нашата општина и се надевам дека бизнисот меѓу Македонија и нашата општина Виница и Украина ќе го интензивираме што е можно за подобра соработка. На крајот Димитров рече дека и соработката со унгарската амбасада треба да помогне за реконструкција на дел од училиштето Гоце Делчев. Во рамки на свечената седница на Советот на општината, на најдобрите ученици од основните и од средното училиште им беа доделени дипломи во знак на благодарност од општината, како поттик за тие и понатаму да продолжат со ваков успех. Во рамки на одбележувањето на Павловден, во Виничкиот дом на културата беше отворена изложба со копаничарски дела од авторот Блаже Анакиевски. На неговото второ самостојно представување јавноста може да види творби што се резбани во дрво, претежно работени на духовни мотиви. Изложбата на дела резбани во дрво со духовни мотиви, што беше отворена во Домот на културата Тошо Арсов во Виница, е дел од програмата за одбележување на општинскиот празник Павловден. Копаничарството, што во Македонија има долга традиција, е со се помалку следбеници, така што авторот Блаже Анакиевски е меѓу ретките што се уште се занимаваат со оваа благородна уметност, за која е потребно многу време, трпение и упорност. Пред публиката тој се представува со творби што се работени за 2 цркви и десетина самостојни икони резбани во дрво. Делата за црквите се едната е во изработка, се уште за црквата Свети Сисој во Стенковец Скопје, а додека има царски двери од црквата Свети Димитри исто така во изградба во Ново село во Штип. Останатите дела, како што кажав, се икони на познати светци и 2 дела во кои може да се видат техниките кои се работат во копаничарството со мотиви на флора и фауна. Анакиевски додаде дека со копаничарство се занимава 17 години и тоа му е единствена професија со која се обидува да обезбеди и екзистенција.
Сега, ако зборуваме за живење, може да се живее, меѓутоа не онака како што некој би замислувал, пошто обично кај нас важи дека тие се скапи дела, дека се заработува многу, дека сакам да кажам дека не е точно, делата не се скапи, тие се наевтини затоа што траат повеќе од се и заработката е сосема скромна за еден нормален живот на нашите простори. Ана Киевски додаде дека погрешно е мислењето од странците се најдобрите купувачи кои добро плаќаат за копаничарски дела. Многу повеќе овие творби ги ценат македонските граѓани, кои и најмногу ги бараат. Инаку, копаничарските дела се работени во ореово дрво, што во Македонија е традиција во 90% од случаите, а во зависност од резбата што треба да се добие, односно структурата или мотивот, може да се примени и друг вид дрво. Но сепак, според Ана Киевски, оревот е најдобра основа за квалитетни копаничарски творби. Инаку, ова е негова втора самостојна изложба, а преку Сдруженијето на копаничари на Македонија има учествувано на уште околу 20 заеднички изложби. Проблемот за почесто организирање самостојни изложби според него е што тешко се собираат повеќе дела затоа што е потребен подолг период тие да се изработат. На крајот Ана Киевски истакна оти е задоволен што неговите дела се наоѓаат во црковни објекти, каде што всушност се представени на своевидна трајна изложба. Уште еден настан со културна содржина беше дел од програмата за Павловден во Виница. Станува збор за промоција на книгата Архаизми од Виничко-Оризарскиот регион, што е прво истражувачко книжевно дело на пензионираниот учител Ангел Богатиновски. Дека годините не се важни за да се создаде дело со љубов и верба и ќе даде културно-историска подршка на јазичната традиција, потврдува и промоцијата на книгата Архаизми од Виничко-Оризарскиот регион, чиј автор е 86 годишниот учител Ангел Богатиновски од Виница. На представувањето пред своите сограѓани тој истакна оти е задоволен што конечно по долги години работа му се остварила желбата да ја состави и издаде својата прва книга за која долго сонувал. Посебно што промоцијата е токму на прославата на Павловден, празникот на неговата родна Виница. Од Институтот за македонски јазик Крсте Петков Бицирков сметам дека на овој крај послабо е работено на диалектизмите, а повод ми дадоа двајца. Едниот е од Долна Пресека, Чичко Мише, доаѓа во училиштето и вика и ми кажува, ја га дрна зборот. Ја га дрна значи берикетна. Збор запишан од Чичко Мише, земјоделец и сточел, Шутевци, Долна Пресека. Убавиот збор ме поттикна со запишување. Со години поред се полнеше тефтерот со архаизми и локализми. Се сетив на многу ценетиот професор и писател Васил Илјовски. Македонското речничко богатство е огромно. Диалектите се непресушен извор. Ние за секој туѓ збор имаме соодветна замена. Во книгата се собрани околу 1000 зборови, што се пред заборав, бидејќи во современиот македонски јазик скоро и да не се користат. Промотор на делото беше Силвана Јаневска, која добро го познава авторот, со оглед што тој е нејзин родител. Тој е пасиониран собирач на стари зборови, односно архаизми кои не се во употреба повеќе во говорот. Социолошкото и економското живење се повеќе ги потиснуваат старите зборови, па затоа е потребно една ваква книга да ги зочува од заборав за идните генерации. Издавач на збирката Архаизми од регионот е локалната самоуправа на Виница, а во подготовката на авторот Богатиновски му помагал и неговиот соработник Тодор Димитров. Општина Кочани планира и во наредните 12 месеци да продолжи да го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз. За таа намена се обезбедени 13.000 евро од општинскиот буџет, а веќе е објавен јавниот оглас за избор на превозник, што ќе ја извршува услугата. Општина Кочани во наредниот едногодишен период ќе го субвенционира јавниот градски превоз
при што на превозникот ќе му плаќа половина од цената на билетот, што чини 20 денари за едно возење. По донесената одлука на Општинскиот совет, услугата да се реализира и во наредниот период. Од буџетот веќе се обезбедени над 800.000 денари за оваа намена. Во тек е постапка за избор на нов превозник, за што е објавен и јавен повик за избор на давател на услугата, а заинтересираните фирми, што треба да исполнуваат и одредени технички услови, можат да се пријавуваат до 25 јули. Договорот со досегашниот превозник е пред крај, а од локалната самоуправа најавуваат измени во начинот на субвенционирање, за да се избегнат неправилности во плаќањето. Всушност, со измените и дополнувањата што ги донесе Советот на Општината, се предвидува за отворење нови линии, за нивно продолжување, скратување или укинување, да одлучуваат советниците по предлог на градоначалникот, ако за тоа претходно се исполнети неопходни сообраќајно-технички и економски услови. Токму воведувањето на овој нов член во одлуката за градскиот превоз, што претходната локална власт го немаше ставено во документот, ги подгреваше сомневањата во јавноста од имало неправилности, па дури и надлежните органи спроведоа соодветна истражна постапка. Во изминатиот период, продажбата на билети е во постојан пораст, така што од почетните 7.000 минатата година се продадени неколкукратно повеќе. Општина Кочани беше прва во источниот регион која пред 4 години го воведе линискиот градски превоз на патници, при што се определени 42 автобуски постојки во градот и во населбата Оризари. Меѓународен фестивал на изворни влашки песни за Петровден Сите на планина ќе се одржи в сабота на Пониква. Во истиот ден на платото во трговскиот центар во Кочани со почеток од 21 часот е закажен забавен настан по повод поканата на Република Македонија за членство во НАТО. 11-то издание на фестивалот за Петровден Сите на планина ќе се одржи в сабота 14 јули со почеток од 10 часот кај одмаралиштето на МВР на Пониква. Станува збор за меѓународен фестивал на изворни влашки песни во организација на влашката пејашка група Грамостеањ од Скопје со финансиска поддршка на општина Кочани. Целта на фестивалот е да се обнови вековно старата традиција на прослава на православниот празник Петровден од страна на влашките семејства. Фестивалот ја промовира влашката традиција и култура и представува можност публиката одблизу да се запознае со влашкиот изворен фолклор и празнувањето на празникот Петровден. Фестивалот се организира веќе 10-та година поред, а истиот е повод голем број на луѓе да го посетат локалитетот Пониква на Осоговските планини и да уживаат во убавините кои ова место ги нуди. Истиот ден, со почеток од 21 часот на платото во трговскиот центар во Кочани, ќе се одржи забава по повод поканата за Република Македонија за членство во НАТО. Во граѓанската прослава што ја организира владата на Република Македонија под мотото Македонија во НАТО и ЕУ ќе настапат неколку музички групи. Баклава со специјалниот гостин Кинг Неат Велиов, Лепи Џон и Конјуринг Лион. Кочани е еден од 15 градови во државава каде ќе се организира граѓанска прослава, за која се ангажирани 40 уметници и уметнички состави. Во вторник, 18 јули, во вечерните часови ќе се спроведе втората фаза од превентивната терористичка дезинсекција за уништување на комарците во Кочани. Со третирањето ќе биде опфатена површина од 300 хектари во градот и во населените места. Втора фаза од превентивната дезинсекција за уништување на комарци ќе продолжи со прскање од земја на територијата на општина Кочани во вторник, 18 јули, во периодот по 23 часот. Стручни екипи на Центарот за јавно здравје од Скопје, користејќи широкопојасен инсектицид за третирање на комарци, ќе опфатат површина од 300 хектари во градското подрачје на Кочани, како и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и населбата Оризари. Станува збор за еколошко средство за уништување комарци аквакотрин со активна супстанца делтаметрин, чиј хемиски состав нема штетно влијание врз луѓето и топлокрвните животински видови, а е одобрен од Бирото за лекови. Поради ова се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели да ги превземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето, со цел заштита на нивните пчелни семејства. Во случај на неповолни временски услови од ветер и дожд, дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот поволен ден. Во вторник на 10 јули беше спроведен првиот дел од втората фаза со авиотретирање против комарци, додека до средината на август е предвидено уште едно авионско и терористичко третирање.
Со тоа, целосно ќе се заокружи процесот на превентивна дезинсекција против комарци на територијата на општината за оваа година. Вообичаено при крајот на вестите се минутите за спортот. Во четврток од вечерта се одиграа четвртфиналните надпревари на Петроденскиот турнир во малфудбал. Клариса Балкан, Филип Интернационал, Унипап и Деликатес се екипите кои ќе продолжат да играат во полуфиналето и ќе се борат за првото место. Тимовите кои се пласираа во четвртфиналето на Петровденскиот турнир во четвртокот ги одмерија силите на игралиштето кај Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани. Екипата на Филип Интернационал на пенали успеа да го совлада тимот на Фабијан со резултатот 4:3. Клариса Балкан со 6:1 убедливо ја победи екипата на Казино Шери. Деликатес извојува минимална победа од 1:0 против екипата на Кофи Хаус, додека Унипап со резултатот 3:1 беше подобар од Генекс. По одиграните надпревари во полуфиналето ќе се соочат екипите на Клариса Балкан и Филип Интернационал, како и Унипап со Деликатес. Надпреварот за трето место на турнирот е закажан за внедела од 19 часот и 30 минути на игралиштето кај Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, додека половина час подоцна на истиот терен ќе се одигра и финалето на Петровденскиот турнир. Во рамки на одбележувањето на Павловден во Виничкиот дом на културата беше отворена изложба со копаничарски дела од авторот Блаже Анакиевски. На неговото второ самостојно Тоа беше прегледот на содржините за овие вести на Канал 8. Благодарам за вниманието. Пријатно.